Јас сум Радко Захариевски од село Саса, живеам по село Косни дол. Идеја за овој производ за шафран дојде од деца. Деца сме во Швајцарија. Они виделе на интернет, најавија, изразија желба да земем и да посадиме. Земаваме, набавиме го од Холандија со транспорт, превоз, се што треба со царини. И изораваме нивите, заградиме и почнаваме да работиме. И сме презадоволни. Работиме трета година и сме презадоволни од производот. Луковиците ги набавивме од Холандија. Преко фирма кои набавија, преко интернет ги најдееме и порачаваме и донесеме ги. Инвестицијата е 6.000 евра со транспорт и царина за 30.000 броја луковици. Претежно на по-слабо место и планинско место. Па нивата да не е некоја дебела нива, по-слаба нива да нема многу трева низ неа. Па шафранот береме го околу 25 дена секој ден цвета, го сушиме, го складираме у тегли, херметички затворени, така се транспортира. И секоја година се повеќе и повеќе се размножува. Четвртата година ќе го бадиме, мислам избереме, ќе го класираме и ќе го поново посадиме, два дела ќе продадеме. Па ќе го извадиме до година во мај месец, а ќе го садиме 15 август. И 1 ноември почнува со берба. Кај нас него не знаеш што ова, нема пласман едино во странство. Не, нема, ето и цвето исто, и цвето не го купува, а треба да го зима. Прашаме ли, кажа, преска болка луит, Божен ќе го земе, аш и не го зедува и така. По едно 4 семејство може слободно живее еден шафран, од тие 3,5 декара. Тоа ни се копа, ни се вади, ништо, само месец дена се бере. И друго ништо. Ќе го прошириме здрави живот, ќе прошириме уште една нива ќе заградиме. За берби има заинтересирани, има и за откуп заинтересирани, само прашува, ама не се запознаени уште. Сите што заинтересирани, кога ќе погледнат да видат, нека дојдат, нека видат, да видат што е како и секој може да земе да купи. Не мора да купи 3,5 декар да посади, декар и пол да посади, доволно е за првата година.